Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во отвореното студио на телевизија 24. Како што пред малку најавивме, вечерва ќе имаме соочување на кандидатите за пратеници од 6-та изборна единица. 6-та изборна единица инаку зафаќа 11 општини, тоа се Тетово, Гостивар, Теарце, Брвеница, Боговиње, Врапчиште, Желено, Јегуновце и дел од Кичево. Со кандидатите за пратеници од СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе разговараме за потребите на граѓаните од 6-та изборна единица, како тие потреби ќе ги представуваат во собранието, како тие потреби ќе се остварат преку изборните програми на партиите, а секако ќе разговараме и за патот, за генералниот пат на државата, каде одиме и како одиме. Тука вечерва со нас во студиото се Арта Билјали-Зендели од ДУИ. Добра вечер. Александар Велјановски од ВМРО ДПМН и Фаница Николовска од коалицијата предводена од СДСМ. Добра вечер. Добро вечер на сите. Само да кажам за гледачите дека вечерва се поканети и представници на коалицијата на Алијансата за албанците и на Алтернатива, но тие од за нив познати причини, поради нивните ангажмани, кажаа дека не може да дојдат вечерва во оваа дебата, така да одиме ние. За гледачите да ги повторам уште еднаш правилата, ние сите тука ги знаеме, сите имате 2 минути за својот одговор, за своето излагање, имате право на една реплика, потоа на уште една контра реплика. Ајде вака да одиме поред, ја мислам. Билјали-Зендели, добра вечер уште еднаш. Да почнеме со едно општо прашање во однос на изборната програма на ДУИ, како таа респондира на барањата на граѓаните во 6-та изборна единица. Имено кога зборуваме за оваа изборна единица, често се зборува дека има многу напластени проблеми, тоа се инфраструктурни проблеми, еколошки проблеми поврзани со образованието, со здравството, тоа се провлекува веќе не со години, туку со децении. Како мисли ДУИ сега да го поправи тоа, да го смени? Нормално, барањата и очекувањата на граѓаните пред изборниот процес се реални и конкретни барања и ние при изработката на нашата програма за периодот 2020-2024 нормално дека ги имавме предвид сите тие барања и потреби кои што за среќа и сами ги гледаме секој ден, затоа што изборните кандидати од 6-та изборна единица се кандидати кои што живеат во таа изборна единица. Тие барања на граѓаните, јас како идем пратеник ќе се обидувам да ги представувам на најдобар можен начин, со нормално преку главен базамент на тоа ќе ми биде програмата. Во програмата на ДУИ за 2020-2024 предвидени се реални, например, инвестиции во одредени сектори со цел подобрување на животот на граѓаните и сега кои се тие реални проекти? Реални проекти во областа на образованието, подобрување на инфраструктурните, значи тангирање на инфраструктурните нешта кои што имаат врска со обезбедување подобро образование и подобри услови за образование на децата, здравството, културата и други работи, особено и социјалната сфера. Треба да се нагласи дека има многу случаи социјални случаи кои што треба да се гледаат малку подетално и да се ставаат одредена категорија на граѓани во социјалните мерки кои што ги нуди владата. Програмата значи е базирана на конкретни проекти, конкретни работи. Еве на пример има изградба на нови објекти, нови образовни објекти или реконструкции на на училишта за децата, реконструкции на фасади и сет други проекти кои што ќе треба да се реализираат претежно во местата каде што живеат албанци, а најмногу се знае дека изборната единица број 6 е тоа каде што најмногу има албанци. Јас како идем пратеник ќе се залагам за нивните потреби да ги представувам во собранието и да придонесам особено во врска со распределбата на рамномерната распределба од средствата за буџетот да бидат така како што ги предвидува законот
и колку што знам, методологијата за распределба е малку чудесна, никогаш немаме точни информации каде и колку на вистина се трошат тие 1% од GDP-то, и ќе се залагам за ревидирање на тоа и да видиме да имаме и точна представа колку на вистина овие изборни единици ги користат тие средства и каде одат тие средства. Добро, ќе продолжиме за дел од тие теми. Велјановски, истово прашање за вас. ВМРО ДПМН како одговорна опозиција уште од првиот момент започна со изработка на програма која што ќе одговори на реалните проблеми на сите граѓани во Република Македонија. Без разлика дали се работи за македонци, албанци, турци, роми, власи, срби. Сметам дека програмата на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија ги представува и ги застапува интересите на огромното мнозинство на граѓани кои што се надевам дека ќе се препознаат во оваа наша програма, и токму затоа се трудиме во овој период, во рамките на препораките кои што ги дава, ги даваат здравствените власти, таа програма да ја доставиме до што е можно поголем број на луѓе. Во нашата програма предвидуваме 4 столба, и тоа се столбовите за ефикасна држава и силни институции, столбот за конкурентен приватен сектор, столбот за интегрирана и стабилна безбедна земја и столбот за подобри услови за граѓаните. Но пред се, она што би сакал да го напоменам и од моето, можам да кажам, слободно богато искуство на терен и во комуникацијата со граѓаните, дека на македонците, на граѓаните на Република Македонија им е потребна стабилна политика, им се потребни честни политичари кои што застануваат позади нивните програми, политичари кои што навистина нудат реални проекти кои што можат да ги реализираат. Верувајте дека се соочуваме со навистина разочарани луѓе кои што веќе слободно можам да кажам дека им е преку глава од лажење. Токму затоа изработивме програма, реална програма. Нашиот економски тим ја адаптираше согласно на можностите и на моменталната кондиција на буџетот на Република Македонија, и сметам дека со нашите проекти ќе допреме до сите граѓани на Република Македонија и дека ќе го препознаат нашиот труд и нашата желба за подобрување на нивниот животен стандард. Да, добро, ќе разговараме подетално за програмите. Николовска, што нуди коалицијата СДСМ и коалицијата Можеме сега за шестата? Програмата на СДСМ и на коалицијата Можеме е целосно адаптирана на потребите на граѓаните. Ние изминативе 2 години имавме интензивен контакт на терен, разговаравме со нив што е тоа добро што е направено и што е она што може да се подобри во наредниот период. Така ја направевме нашата изборна програма. Воведуваме нова економија, рестарт на македонската економија. Тоа значи подобра грижа за сите. Тоа е она што граѓаните го бараат нови работни места, зголемување на просечната и минималната плата, зголемување на пензиите. Создаваме можност за младите. Јас на сите средби што ги имам во овој период, зборувам дека градиме држава во која младите ќе можат да гледаат својата иднина. Таа мора да биде економски просперитетна и стабилна, затоа што младите заслужуваат да имаат иднина иста онаква како што имаат нивните врсници во Европа. Предвидуваме и други мерки. Покрај овие поволности на економски план, воведуваме ред, правда и дисциплина. Законот мора да важи подеднакво за сите. Градиме држава во која граѓаните без разлика на етничката, верската или било која припадност се еднакви пред законот и имаат еднакви права и еднакви обврски. Исто така клучен столб во нашата програма е градиме екодржава. Тоа значи воведуваме нови стандарди еколошки, поголема контрола на загадувачите, предвидуваме низа економски мерки кои ќе овозможат граѓаните во нашата држава да живеат во чиста и здрава животна средина. Особено тоа се однесува на шестата изборна единица. Ние бевме синоним за чист воздух, градот Почара, целиот Полошки регион, и интензивно и јас како пратеник ќе се трудам овој стандард екодржава да биде особено застапен во шестата изборна единица. Добро. Да. Имате реплика, да. Господјо Николовска, имавте 3 години време, мандат за да направите нешто
за Тетово, затоа што во моментот го споменавте Тетово. Тетово представува град во кој што владее инфраструктурен хаос. За жал, граѓаните се соочуваат навистина со огромно загадување, а она што е уште поважно, со големи проблеми околу инфраструктурата. Се соочуваме со дупки по патиштата, не реконструирани автопатишта, веќе кажам како реален пример, автопатот Тетово Гостивар, кој што за жал морам да кажам дека е и опасно да се вози по него. Така да за период од 3 години на владење сметам дека има доволно време да се направат и конкретни промени, видливи за граѓаните кои што може да ги препознаат. Морам да констатирам дека јас како жител на Тетово не препознавам што е направено во овие 3 години од централната власт. Еве ако грешам може и да ме разубедите. Гледам дека и Билјали Зендели се јави. Ако сакате одговорите, па исто така реплика има, да. Вака кога зборуваме за овие проблеми што ги спомена господинот Велјановски, тоа не се проблеми сега. Тоа се затекнати проблеми. Тоа се долгогодишни проблеми и сметам дека граѓаните од нас очекуваат тие проблеми ние да ги решаваме. На граѓаните ме преку глава од меѓусебните препукувања кој беше крив, кој го створи проблемот. Во Тетово имавме долги години депонија која што го гушеше градот, буквално не можеше да се живее, особено навечер. Прво нешто што направивме во 2017 година е исчистивме депонијата. Меѓутоа, останува проблемот да се реши со изградба на регионална депонија, кој што ќе го реши проблемот со комуналниот смет во целиот Полошки регион, не само за Тетово. Тоа е единствен начин. Зборувате за Русино? За депонијата Русино. Исто изградбата на депонијата Русино е предвидена во нашата програма. Има многу, Александар, што ги наметна прашања кои што се од надлежност на локалната самоуправа. Да, бидејќи токму ова што го кажавте за локалната, да. Да, викате дека ќе отворите нови работни места, меѓутоа слушнав и прочитав негде дека 20% од администрацијата планирате да ја намалувате, затоа што администрацијата треба да биде слуга на граѓаните, а не товар на граѓаните. Како мислите тоа да го направите и врз кој дел од администрацијата ќе напаѓате најмногу? Имам информација дека тоа е предвидено и во вашата програма, јако го немам прочитано самата. Вака, реформата на јавната администрација е клучен приоритет во нашата програма. Започнавме со реформа, особено процесот на дигитализација, меѓутоа останува да ги решаваме крупните прашања. Администрацијата треба да биде слуга на граѓаните, а не товар. Воведуваме нов начин на оценување на административните службеници. Секој оној административен службеник кој навремено и ефикасно ги свршува своите работни задачи, ќе си го задржи работното место. Меѓутоа, факт е дека во администрацијата има и административни службеници кои што ненавремено си ги извршуваат своите работни задачи, зашто има и многу поплаки од граѓаните. Тоа ќе го спроведеме преку правилен процес на оценување, никој да не се грижи за своето работно место доколку навремено и ефикасно ги извршува работните задачи. Тоа ќе се случи низ процес на оценување реален и транспарентен. Да. Имате, да? Ви благодарам. Тука ќе реагирам само повторно на премногу ја како представници на Социјалдемократскиот сојуз ја користите честичката ќе, така да сметам дека пак ќе кажам, 3 години се доволен период за да се направи нешто, особено во реформи во администрацијата, затоа што вие зборувавте за администрацијата. Навистина, главниот адут на минатите избори ви беше гломазна и обемна администрација. Денеска се соочуваме, верувајте, со уште погломазна и пообемна администрација, која што е, за жал, нефункционална поради лошото менаџирање. Немојте да ја барате вината кај вработените во администрацијата. Тоа се луѓе кои што се квалитетни и кои што се секогаш на висината на својата задача, затоа што тоа се и наши колеги, ние сме дел од администрација. Сметам дека проблемот е во лошото менаџирање и дека тука мора да биде фокусот на идната влада предводена од ВМРО ДПМН, да се направи јавна администрација која што ќе биде ефикасна. Може ли само, јас да се, бидејќи се префрливме спонтано на оваа тема, па така да може и да продолжиме отаму. Ми се чини дека го кажа Николовска ставот на СДСМ за јавната администрација. Можете ли да ни го кажат ДУИ и ВМРО ДПМН во однос на големината на јавната администрација? Тоа го кажа претседателот на СДСМ дека
тие планираат да ја намалат за 20%. Кој е ставот на ДУИ и на ВМРО ДПМН во однос на понатамошното функционирање на јавната администрација? Дали мислите дека треба да остане во овој обем или дека треба да се направат некакви реформи? Нормално дека реформи секогаш се добродојдени, меѓутоа ако ние имаме предвид како ние како албанци постигнавме до преку 25.000 административци да имаме по државните институции, тоа според моје мислење би било голема грешка ако сега сите тие луѓе знаеме дека процентот на застапување на албанците пред рамковниот Охридски договор беше некаде 2 до 3%. Сега се обидуваме да го постигнеме тоа што ни го дозволува и ни го бара на сите Охридскиот рамковен договор, а за значењето на тој договор сигурно е тоа е ноторен факт и не сакам сега да се навратам на тоа. И мислам дека треба да се најде начин да биде администрацијата поефикасна, имајќи предвид дека стопанството не нуди работни места, сигурни работни места за огромниот дел од граѓаните. Јас пред се како човек би била доведена во многу лоша ситуација ако некој ми кажува дека треба некој административец да го тргнам на работа, особено тие што се запослени според Охридскиот рамковен договор. Тука има една запирка реченицата. Ние имаме уште проблеми со одредени институции каде што не е постигната тоа што ни го бара и ни го наметнува Охридскиот рамковен договор, каде што уште застапеноста е многу мала. Треба да работиме на тоа, да најдеме начини за да бидеме и да се чувствуваме дека навистина сме интегрирани во Северна Македонија, и плюс имаме уште една друга обврска кое што ни стои на товар е да ги распределиме. Одредени луѓе се шпекулира или се кажува, можеби не е шпекулација, дека околу 1000 луѓе не се уште распределени на работните места, и замислете сега, например, некој да е запослен пред 10-13 години на 25 годишна возраст и да не е распределен до сега, тоа се 37 години, скоро колку што имам јас. Значи имаме обврски кон тие луѓе. Јас не сум за скратување на администрацијата, се додека стопанството или други сектори не нудат модалитет или не нудат решение за тие луѓе. Инаку каде ќе одат тие луѓе? Да. Милјановски? Сметам дека не е проблемот тука во законските решенија, затоа што имаше соодветно законско решение за јавната и за државната администрација, во која што беа проектирани услови и критериуми кои што би требало да ги задоволат административците при конкурирањето на огласите за вработување. Но како и да е, знаеме дека во минатиот период направени се доста исклучоци, либерализирани се одредени критериуми, односно имаше одредени олеснувања за администрацијата, но како и да е, тоа е сегашната состојба и таа ќе мора да се промени. Како што кажав, за да дојдеме до функционална администрација, најпрво ќе мора да одиме со реорганизација на оваа администрација, што ќе значи технолошко подобрување на условите за работа на администрацијата, но исто така и да се направи соодветна функционална анализа на сите јавни и државни установи. Сметам дека со функционалната анализа се застана некаде на пола пат, верувам дека и многу помалку. Голем број на државни институции останаа без, и јавни установи останаа без оваа функционална анализа, така да сметам дека тоа ќе биде и вака првата алатка која што ќе ја спроведеме интензивно кај сите во јавниот и во државниот сектор, за да имаме преглед на вистинската состојба со кој што ќе ја наследиме нормално по преземањето на власта од Социјалдемократскиот сојуз. Николовска, имавте реплика? Реплика им да додадам нешто. Во администрацијата предвидуваме детална анализа на органите на државна управа. Има одредени попреклопувања и институции кои пред 3 години се формирале, кои што имаат буквално мала или никаква надлежност и само представуваат товар на буџетот. Од друга страна, кога станува збор за до пред 3 години, не ми се верува ретко кој во администрацијата е вработен без да има партиска книжка. Тој буквално лидерот ваш Мисковски на рекламите им нуди сега на младите партиска книжка за да останат во државата. Тоа нема да го дозволиме. Администрацијата ќе биде професионална и ефикасна.
партиска книжка нема да биде потребна за вработување во државна администрација. Добро. Добро, само уште Да, малку. слободно. Согласна сум дека администрацијата треба да биде професионална и ефикасна, меѓутоа како политички субјект, ако предвидуваш 20% од таа администрација да ја тргнеш од работа, дали имате друго решение каде ќе одат тие луѓе? Пошто најтешко е да се врши скратење на администрацијата и да се остават луѓето да се снајдат самите. Ние како држава пред се имаме и како идни политичари имаме одредени обврски кон граѓаните и не може да дојдеме на власт и да им кажеме ние ја добивме власт, а вие сега ќе одите дома. Ме интересира, пошто ова навистина ме предизвика оваа реченица кога ја слушнав и кога ја прочитав, дали имате некој план Б, што ќе стане со тие луѓе, дали ќе останат на улица или ќе одат на печалба? Или што? А зошто некој ако си ги извршува своите обврски, зошто се плаши дека ќе биде избркан од работа? Ама не, мислам, јас ова не е мое лично прашање. Воопшто мене не ме тангира како индивидуа, мене ме тангира како иден представник на граѓаните. Што ќе стане со тие луѓе? Ме интересира како човек пред се и како иден представник на граѓаните. Дали имате план Б со тие 20%, пошто тоа е огромна бројка. 20% е огромна бројка. Дали тие луѓе ќе ги оставате на улица или како ќе биде? Јас кажав, секој оно што ги извршува задачите на времено и ефикасно нема потреба да се плаши дека ќе го изгуби своето работно место. Оние кои што нема да добијат приодна оценка, од кои што граѓаните нема да бидат задоволни, за кои што имаме редовно поплаки, ма добро, тоа тие може ќе и бидат преку законот трансферирани за работни односи да се тргнат од работа. Има и закон за работни односи, секоја работна организација има закон за работни за сектор и закон за административни службеници. И закон за работни односи како генерален закон. Законот за работни односи опфаќа мал дел од администрацијата. Работа, кој што не ги почитува работните обврски, закаснува секој ден или не се појавува, тој може да се тој може и да не може и да му прекине работниот однос без да се каже дека 20% ад хок ќе бидат елиминирани од нивната секојдневна работа, од каде што тие луѓе и држат фамилии, ги држат сопствените фамилии. Мислам, тоа како филозофија ме интересира најмногу. Затоа треба и да Па тоа може да го направите и преку законот за работни односи. Па тоа законски ќе биде спроведено, нема да биде незаконски спроведено. Закон за работни односи, имаме закон за вработени во јавен сектор, имаме закон за административни службеници. Постапките ќе бидат дека според законот за работни односи ќе има потреба точно 20%. Можеби не ги исполнуваат условите или не ги почитуваат условите за работа, еве да кажам 30%, а вие ќе застанете на 20%. 20% треба да ги тргнете. Мислам, како човек ви кажувам, не е во ред. Ако немате план Б за тие луѓе, ако имате, тогаш ќе почекаме и ќе видиме. Затоа што бев споменат, прво не знам каде председателот на ВМРО ДПМН дава партиска книжка и на која реклама за вработување. Сметам дека во најмала рака е вака навредливо да се поистоветува председателот Христијан со ваква една реклама, освен ако не е монтажа на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што видовме и неколку авторски права кои што беа загрозени со злоупотреба на наши реклами и правење на дополнителни монтажи. Околу партиските книжки за вработување, сакам да кажам дека за време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев, непотизмот, корупцијата и криминалот навлезе во сите пори на општественото живење, а особено политичката и партиската припадност. Навистина флоскулата едно општество за сите, нема правда, нема мир, останаа само празни зборови. Можеби ВМРО ДПМН во одреден дел не ја доби доврбата, односно ја изгуби на минатите избори, но тоа беше огромна шанса Социјалдемократскиот сојуз да направи нешто поразлично. Верувајте дека партиски списоци и ветувања за вработување се уште актуелен дел од агендата на ВМРО ДПМН. Само ќе ви кажам, постои јавна установа во близината на Тетово која што не функционира, а верувајте дека има повеќе вработено луѓе отколку што има, не знам, една просечна државна установа. За која зборувате? Се работи за воспитно-поправниот дом во Тетово. Може да проверите, не е функционален дома. Да. А колку вработени има во последните неколку месеци. Исто така и уште еден феномен каде што се бараше од вработените да
се запишуваат како албанци, турци или припадници на друга националност. ВМРО ДПМН е одговорна политичка партија и никогаш нема да дозволи да се почувствува загрозен граѓанинот во остварување на своите права за вработување. Да, добро. Мислам дека можеме да преминеме на следна тема. Ова што го спомна сега Вилјановски во склоп на обраќањето едно општество за сите, мислам дека е исто така една од актуелните теми, особено во однос на барањето на Дуи за иден премиер албанец. Билјали Зендели, Дуи е заедно со СДСМ во владата последниве 2,5-3 години отприлика. Заедно го промовира концептот едно општество за сите. Заедно велеа дека тоа е успешен концепт, дека успешно се спроведува. Сега Дуи на овие избори настапува со едно повторно етничко барање, да речеме, кој некако ми се чини дека не е во согласно со едно општество за сите, туку е моноетничко, како мора да биде идниот премиер албанец и тоа е тоа. Не, јас напротив мислам дека концептот за премиер албанец е во склоп на едно општество за сите. Ако ние сме интегрирани во ова држава, а прифаќам дека во последните години, 2-3 години направен е добар напредок во тој правец, ако ние сме интегрирани во ова држава, тогаш не може ние да имаме табу позиции или недозволени места каде што не можеме ни да помислуваме дека некојаш ќе бидеме носители. Не можеш да бидеш интегриран во домот, во семејството, во општеството, во државата, ако имаш теми и позиции за кои не можеш да помислуваш. Јас напротив мислам дека идејата или концептот за албански премиер е во склоп на едно општество за сите и е како тест да видиме дали навистина е постигнато тоа едно општество за сите. Да, добро. Вилјановски, идејата на Дуи за албанец премиер, една од најинтригантните пораки на овие избори, се наметна како една од главните теми. ВМРО ДПМН отприлика неколку пати го кажа ставот. Вас како ви личи сега во контекст на истово прашање? Дали е во продолжение на политиката едно општество за сите или ви отстапува? Мислам дека претходно имаше исто став од председателот на Демократската партија на албанците за вице-премиер, така да некако следствено после тоа дали случајно или не дојде барањето на Дуи за албанец за премиер на Република Македонија. Моје лично мислење е дека се работи за внатре-партиска работа и вака добро обмислен пиар план кој што треба да се понуди во моментов на гласачите и сметам дека со тоа Дуи најверојатно си пресмета дали ќе добие или ќе изгуби гласови. Моје лично мислење е дека припадноста не е ниту професија, ниту пак предност или пак можеби недостаток. Едноставно ставот на ВМРО ДПМН е дека премиер на Република Македонија ќе биде председателот Христијан Мицкоски како иден мандатар на идната влада на Република Македонија и сметаме дека тоа е конечниот став и одговорно го тврдам тоа и како политичка партија, односно како идни пратеници во собранието на Република Македонија, никогаш нема да дадеме поддршка на друг премиер кој што не произлегува од редовите на нашата партија. А мислите ли дека оваа порака на Дуи, оваа стратегија на Дуи, освен што би требало да оди во корист на Дуи, се разбира, за придобивање на што повеќе гласачи кај етничките албанци, што е разбирливо, оди некако во прилог и во однос на придобивање на гласачи на ВМРО ДПМН, бидејќи ВМРО ДПМН како десна партија е некако совршен антипод на ова барање за премиер албанец и вашиот очекувано тврд одговор сега на тоа барање, некако како да ви иде во корист сега ова барање на Дуи или не, или така ми се чини? Сметам дека нашиот став како политичка партија беше многу порано соопштен
и дека уште со идејата за шпицен кандидат, кој што ја промовиравме пред неколку месеци, ставот на ВМРО ДПМН беше многу јасен. Она што Дуи го направи е во подоснежниот период и сметам дека ние веќе имаме тврдо оформен став околу тоа кој треба да биде премиер на Република Македонија, така да сметам дека се работи, повторно ќе кажем, за нивна внатрепартијска одлука, која што јас ја почитувам, како што почитувам и одлуката на ДПА за вице-премиер на Република Македонија, но сепак на крајот на краиштата премиерот го дава мнозинството во собранието. Дали е секогаш така? Во ред го кажувам ставот на нашата политичка партија во однос на ова прашање. Кандидат за премиер на Република Македонија од ВМРО ДПМН е господинот Христијан Мицкоски. Николовска, ова барањето на Дуи некако сега се поклопи со менувањето на господинот Арбен Зибери од директорското место на Центарот за јавно здравје. За ова за друга личност, исто презиме, да, па потоа тоа Дуи беше кажано дека е поради бидејќи чичко му е Насер Зибери, нели, на него. Вие настапувате заедно со Албанска партија, што е прв пат во нашата политичка историја предизборно, но сега Дуи одржува протести пред седиштето на СДСМ. Мислам, погрешно се изразив, Дуи одржуваат активисти на невладина организација за која се претпоставува дека се поврзани со Дуи, да, Дуи се извинувам, Дуи не одржува протести. Се одржуваат протести пред СДСМ, ми се чини дека тоа е со намера да ви се отежне, сега вие да допрете до албанските гласачи, бидејќи се прави обид да се представи СДСМ како антиалбанска партија. СДСМ својот став го исто така го соопшти претходно. На кој ќе биде премиер на нашата држава одлучуваат граѓаните на фер, демократски и слободни избори. Помина времето на национализмот, СДСМ допре до албанските гласачи многу и претходно. Нови избори, бидејќи сите влади до сега биле коалициски, нови избори излеговме со честна понуда, однапред го соопштивме нашиот коалиционен партнер и ја промовираме изборната програма пред граѓаните. За нас не е важно дали некој на која етничка заедница припаѓа, дали е македонец, албанец, турчин. Сите мерки што ги превземаме се значи за граѓаните, а на крајот на краиштата, кога станува збор за премиер, кој ќе биде премиер, одлучува победникот на изборите. Тоа нови избори ќе биде коалицијата Можеме и премиер ќе биде Зоран Заев. Да, повелете, да. Најпрви на господинот Александар, ако не сум. Не е пиар план, концептот за премиер албанец не е пиар план. И само да ве потсетам дека во 2016 година ВМРО беше победник на изборите во Македонскиот блок, а премиер беше избран господинот Зоран Заев. Има и други, да, добро, со поддршка, ирелевантно е тоа. Има и други примери низ светот и во регионот каде што премиери не се луѓето кои што ги добиваат изборите. Тоа вие знаете дека е работа која ќе се отворат преговорите за формирање на идната политичка влада. Тој што ќе обезбеди 61 пратеник, тој ќе биде премиер. До представничката на СДСМ, дали ако викате дека помина времето на национализмот, вие сега сте коалиција со БЕСА, со движењето БЕСА, дали ако навистина помина времето на национализмот би биле согласни, например, да кажеме Билјал Касами да биде носител на една таква функција? Ако помине времето на национализмот, тоа не треба да ви пречи, нели? Што настапувате како предизборни коалициони партнери. Да, повелете со реплики како сакате. Да, може. За ниедна функција не треба да се гледа етничката припадност. Ние пред да ја правиме коалицијата со БЕСА, го соопштивме нашиот став. Кандидат за премиер ќе биде Зоран Заев. И БЕСА тоа го прифати. И сите политички партии кои се дел од нашата коалиција тоа го прифатија. Значи не разговараме за националната припадност на кандидатот. Нормално во нашата партија и сега министри имаме албанци кои се членови на СДСМ.
директори албанци кои се членови на СДСМ, директори турци кои се членови на СДСМ. Ние не ја гледаме етничката припадност, туку гледаме дали личноста има капацитет да води одредена институција или да биде на одредена позиција. И мислите дека меѓу албанците нема ниту една личност која што може да ја врши таа функција успешно со Не велиме интегритет? нека победи дуи на изборите. Нека освои мнозинство гласови. Не може, демографски актуелно не може. Не може затоа што кога ќе прифатите вие концепт едно општество за сите, кога ќе имате македонци членови, активисти, зошто да не победите? СДСМ го промовираше концептот едно општество за сите уште во 2016 година. Едно општество за сите како пиар звучи убаво. И СДСМ има членови, припадници на сите етнички заедници. И не ги гледа како такви, туку дали граѓаните се совесни, несовесни, дали се добри, дали се лоши, дали ги прифаќаат програмските определби или не ги прифаќаат. Меѓутоа, застанувањето на вакви цврсти позиции во врска со името на идниот премиер и особено во врска со националноста на идниот премиер, не ми звучи или не ме убедува дека вие на вистина го чувствувате ова, како што го кажавте, помина времето на национализмот. Ако помина времето на национализмот, тогаш треба да бидете поотворени и да не Ние бевме најотворената политичка партија до сега. Према граѓаните од сите националности. Меѓутоа, кога доаѓа до цврсти позиции, вие толку цврсто се Ние имаме позиционирате. министри албанци, ви кажав. Ние не ги имаме директори албанци. Имаме на истурени позиции други членови кои се припадници на различни националности. Меѓутоа, премиер албанец не може да има, според вас. Во моментов ние кажуваме кој ќе биде премиер. А за воиднина ќе разговараме и градоначалник на Тетово може ќе дојде редот кога ќе биде нас. Не, за кога тоа се ќе биде организираат од СДСМ. избори, да видиме да се одржат избори, па да видиме кој ќе победи, па Така е, затоа ви зборам. Победникот на изборите, победникот на изборите го диктира. Не, кажува кој ќе биде можноста премиер. или умешноста да се направи мнозинство го диктира кој ќе биде иден премиер. Така де? Не е само победникот на изборите. Да, Вилјановски? Во ред, сметам дека околу оваа тема, она што е јасно и што треба да биде јасно на сите граѓани. Треба да понудиме принципиелни политики, навремено да го информираме и нашето членство, но секако и сите граѓани на Република Македонија за концептот кој што ќе го промовираме на следните парламентарни избори. Токму затоа, нашиот концепт беше однапред јавно објавен и малку ми смета навистина кога СДСМ го превзема приматот на, не знам, некоја хумана политичка партија која што навистина единствено сака да им угоди на сите други заедници во државата. И ми смета фактот што секогаш ВМРО ДПМН е демонизиран од страна на Социјалдемократскиот сојуз дека има нешто против албанците, турците, ромите и така натаму и така натаму. Не е точно. Можам во ред, не зборувам за вас, госпоѓо Стојановска, зборувам за ставовите на СДСМ во минатото. Така да може да се види што точно направи ВМРО ДПМН во коалиција со ДУИ за албанците и во Тетово, и во Гостивар, и во Западна Македонија, но и за сите жители граѓани на Република Македонија. Јас знам од она што гледам на терен дека Социјалдемократскиот сојуз се повеќе ја губи поддршката од албанците во Тетово. Добро. Тој ќе видиме на 15 јули. Ви благодарам. Мораме да направиме една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото.